Здраво живо, јас сум Димче, основач на првото еколошко село во Македонија, природен градител, сонувач и можам да се наречам селанец или див човек. И ова видео го снимам токму на таа тема, односно давам почест на сите диви луѓе, на тие малку диви луѓе што останаа. Веќе, за жал, можам да заклучам дека се претвараме во фолклор, односно дека се помалку има диви луѓе и би ви апелирал да не паметите и дека доколку можете да го следите нашиот пример и секако вие да се трудите секојдневно да станете диви, односно да се вратите на природата. Да објаснам, кога мислам за селанец, мислам за човек кој што се заседнал во природа, а кога кажувам див човек, мислам на човек кој што има можност, вештина и способност сам да преживее, односно да биде независен. Да може да живее во природа, да може сам да си произведе храна, едноставно да обстои. И моето видео е токму на таа тема, да им оддадам почест на тие луѓе, диви луѓе. И малку и да ви изнесам и вас со мене на една кратка прошетка. Јас сум моментално во природа, во дивина, затоа што сум див човек, сакам повеќе време да поминувам во природа. Едноставно тука се осеќам убаво, тука се осеќам опуштено. И тука сакам да бидам поголем дел од времето и токму тоа ме прави див. Не значи дека јас не ја посетувам таа така наречена цивилизација, напротив. И таму им убави работи. Меѓутоа би сакал да ве запрашам сите што ќе се случи ако еден ден отидете во најблискиот маркет и нема храна. Што ќе се случи тогаш, доколку рестораните исто не произведуваат храна и така натаму, односно значи зад маркетите нема ниви кај што се произведува храна, тие зависат од синџир на доставувачи, кој што доколку биде прекинат на некое место ќе нема достава на храна, се потешко е да се произведе храна. Како што гледаме, храната во првите фази ќе биде скапа, потоа за жал ќе нема. Тоа и би сакал такво хипотетичко прашање да ви поставам, што ќе се случи тогаш. Би сакал да размислите малку на таа тема. Иначе ми лета погледот и мислите, затоа што моментално барам печурки, по некоја навика погледнувам да не случајно поминам покрај некоја, затоа што една од вештините на преживување е исто да можете во природа да си најдете храна, исто така да можете да преживеете, значи и да си одгледате собствена храна и да си направите исто така и собствено живеалиште. И тоа е тоа што би можело да ве направи диви. И јас стварно не знам каде отидоа дивите луѓе и дали е тоа добро за напредокот и еволуцијата на човекот, затоа што нашите предци, например, биле самоодржливи, односно биле диви. И тоа е тоа, ова е еден трибјут за дивите луѓе, да ги охрабрам да продолжат на својот пат, затоа што колку и да не нема, колку и да сме се помалку, сепак некоја надеж треба да постои, дека нема сите да бидеме зависни од тој систем и така натаму, и мора таа мисла и таа енергија да одржуваме. Токму и тоа ми е целта на ова видео и на оваа тема, и доколку можам некој од вас да мотивирам да стане див, тоа е супер. Затоа што му требате на човештвото и на еволуцијата. Верувајте, ако некој момент од иднината снема храна, вие ќе зависите од државата, тој апарат е многу суров, како што видовте, и како што знаете, во многу случаи до сега, да не набројувам кога беа присилно вакцинирање, многу им беше гајле што сте гладни, не ве пуштаа во маркетите доколку не на некој начин не се самоубиете пред тоа духовно и физички, односно примите вакцина, за која што знае дека е штетна пред време. Видовте колку е суров тој систем и тој апарат држава
Едноставно не му е гајле за вас. И токму затоа апелирам да подивите или да научите како да бидете самостални. За во иднина да може да живеете независни од тој апарат држава и сите нивни уцени. Значи, поздрав за сите диви луѓе. А паметете на во иднина, паметете дека некојаш имало диви луѓе. И се гледаме во некое мое наредно видео. Или на улица, низ нашата преубава Македонија. Поздрав и секое добро!